И добро вечер, дами гледачи. Денеска тука имаме пред нас од многу производи од нашите балкански, односно српски јутубери, кои што ние денеска ќе ги пробуваме и ово не кошташе негде околу 20 евра. Не е многу скапо, не е многу, скроз доволна цена. А тука со мене се вечерва Марко Ливц, што е многу нормално негов каналот, снимаме за него. И нашиот другар тука Петар, што ни е асистент. Петар ќе биде дел ново видео кој ќе го пробувам способностите негови во теретана, да видиме како ќе се покаже. Да, ќе има пар тоа видео. Дали ќе се опука или не? Да направиме нешто интересно на ја против тебе, кој е подобар. Да, може. Тоа ќе биде добар контент. Спремете се од него, он ќе отвори уште малку YouTube канал и имаме првото наше видео ќе биде 24 сати како Марко Ливц. Значи ние све ќе правиме како он што прави. Може. А сега може да почнеме во видео. Нема да успеат, нема да земат стероиди. Да, нема. Ама барем уштипки, не? Да. Уштип одиме 100%. Ај, може да почнеме јас. И сега почуваме со дегустирање на овие сокови, почуваме од соковите на Војаш. Нормално имаме два вкуса, едно од праска, едно од лубеница. А сега ќе видиме кој е поубав и подобар сок и ќе го оцениме од 1 до 10. Не знам ни јас. Боја на урина. Да. Се надам дека лубеница е без семки, знаете. Од лубеница што има правен дечкото. Ајде да живее да направи. Ајде. Па искрено за мој вкус има како да ги јадам љушпите од лубеницата. Брат, нема, знаеш како, мирисот и вкусот, брат, не е исти, брат. Некако многу... Војаш боле остани на кариера за музика, да. А иначе мирисот е исто како чунга-лунга мастиките од лубеница или пак орбит. Многу е вкусот. Вкусот е убав. Многу е вкусно, знаеш она. Вкусот е многу поразличен од мирисот. Катастрофа. Се надеваме на декстрок и бака прес. И сега да дадеме оценка за овој од лубеница на Војаш. Искрено, јас би дал некоја... 6, брат. Ја би 4, искрено. 6 или 3. Јас би 4. Ја највисоко, брат, вака ќе... Сега тука ќе го пробаме од праска ладниот чај, да видиме како ќе помине тој. Сега успехот на Марко Ливц 1000 сабскрајбери. Тоа е, да. Дали слушнал Војаш за шекер? Тога немаш. Нема. Искрено, овој сок мене повеќе ми се допаѓа, бидејќи по-некако реалистичен и се осеќа многу праската. Се осеќа многу праска, тоа многу ми се допаѓа. Пишува дека има 6,1 грама шекер, уствари има 0. Да. Барем на вкус. На вкус не е благ. Така да не го препорачувам на Сосема вежбачи, солидно. има шекер, ама на вкус не се осеќа. Од 1 до 10, Јас би му дал од праската можда некоја 6 од 10. По мене, мислам, лубеницата е многу подобра. Мислам дека Фјусти е дефинитивно. да, фјусти Фјусти, цепа. опа. Фјусти пишете за соработка. Јас мислам дека може да почнеме полека од нашата, односно на сите лева страна. А да земеме од тоа првиот вкус што му беше, ова мислам дека... Да, или да, бидејќи Ќе се овој видиме кога ќе одлучиме што да пробаме. и по долгите прашања за кој сок ние да го одбереме, дојдовме до одговор да го земеме овој од нашата десна страна, тој е од мултивитамин. На декстрок. Искрено, очекувам да е подобар од љуб, од мултивитамин, а ќе видиме и каков е сега. Мирис. Се осеќа боја. Ко за декстрок? Да, баш како за дечињата што се во расти развој. Не е многу благ, реално. За мултивитамин. Да, за мултивитамин не е благ. Искрено се осеќа дека е малку разреден, се осеќа и таа некој шмек од бојата што ја става. Од хемијата. Но сепак не е лош. Искрено за наши декстрок, брат, добро. за декстрок и наши стандарди во овој свет денешен сосема солидно. Да, добар е мултивитамин. Реално ја би го оценил со 8. За мултивитамин, добре. Јас би му дал 7.
Идеме сега со вториот вкус, а тоа е од вишна и малина. Искрено вака бојата има солидна. Мирисот е добар. Треба да ујачам поиш. Добар. Искрен. Искрено мина малку ме потсеќа на завар вкусот, нели? Не те потсеќа Да. на завар? Да. Ано на крај што ти го дава? Да. Вкусот потсеќа малку на завар. А сега не знам каде така некако да ви го додам шмекот на вкусот. А инаку е и многу интересен вкусот. Мислам дека едно 1 до 10, 5. многу ниско, браво. Многу ниско, нека, многу ниско. Јас би му Ја дал очекувам поише бака прас. Јас на овој сок искрено би му дал оцена 6,5-7. Мене мислам дека до сега од сите што ги пробавме овој ми е најдобар така, го дал 8. Ајде да видиме што ќе каже камерман. Го испицел фас. Добар. Добре. Добре, има надеж. Ја мислам дека до сега Декстрок брат доминира, реално. Да, има многу производи, има и многу добар маркетинг и ланец направено со овие производи. И фанови како тебе. И фанови, да, кои снима дели аплод веќе 2 години, не знам, јас само не го пратам. Ама знам дека има дели аплод. Не, јас само го поддржувам со овие производи кои ги има направено. Идеме со овој грозџе и боровница, или грозџе и боровница. Да видиме што хемија е ова. Дај чашата. Појде. Брат, мислиш ти? Ќе остане ли за камерманот од ова? Ќе ги дам малцом од моето. Не, за мене не ми е добар. Катастрофа. Реално ова нула, бе. Не знам, некако многу Па измешано со што е. немам искрено јас некои зборови за овој. Боровница и грози, брат. Не знам, мене ми е онака бейзик. Дури јас преди би си купил од сладкарница боровница да пијам. Да, нешто така ударено Да. тој вкус. Да. Се идеме на овој. Дојде, брат. Карману, вие да пробате малку, да дегустирате. Ова е Така. Добро. ова е јаболка и киви, брат. Идеме сега со јаболка и киви. Да, ја и ти ќе делиме чашката, дека Ајде. чашката е. Ја конфиску, а? Да. Ова брат ме потсеќам како на зелена јаболка, брат. Боја. Полека. Ајде да ме. Се гледа кој ги купува соковите, кој како става и кој како дели. Ова веќе има интересен вкус, бидејќи се мешаат вкусовите на киви и на јаболко. Чекај, кај. И дава убав шмек. Вива направено од киви? Не. Не. Ова е нешто што би го купил. Да, од 1 ова до 10. е окей. 7,5-8. Не е единствено нешто добро од Декстро. Фала Да. Богу стави, брат, високо цен. Ова би дал јас некоја реално осмица, може 9, осмица 9. И мандарина. Ајде, Ај, да пробаме сега од бресква и мандарина. праска. Праска. Ако паднам биофизика, пратете го видео на професорка. Место да учи пробува сокчиње тука. Добро, ова, брат. Ти кај нас би овако. Двојка. Не е го. Јас би дал искрено некој вкус како на сируп, некако. Нели. На детски сируп. Да, ова е стварно се осеќа. Не се осеќа многу Да. праската. Праската само во aftertaste. Да. А мандарината Или ако сте ги јадели ние бомбончиња на каса што се во маркетите во Тинекс или не знам, знам што тие малечки да. Од праска исто тако вкус има. Па не знам, мене најубав ми беше ова. Да, дефинитивно најубав е Веќе сокот од јаболка. Веќе кај нас немало оваков вкус некој што би Да. го приближен, што можам да го споредам, така да ова е стварно добро, а овие другите се мање више. Професионална рецензија Декстро, пиши му на дечко. Да. За соработка. Иако гледам дека немаат многу шекер, само 1 грам шекер има во 100 мл, што значи дека Да, реално има не 5 се грама многу, шекер, не што се не е по многу. бојата не се многу густи на пример. Нема ни калории, Овој, значи буквално како да е само вода и хемија, нема ништо, слободно Овој може да го пиеш. мултивитаминот на пример на браво е многу по-густи, многу потежок на пример Да. да го пиеш. Да. Ова не беше толку јак. вкусно. Оверал оценка за сите сокови од Декстро од 1 до 10, четворка.
Па јас би дал 6, да, исто. Реално. Мислам дека Има при 5, 6. има, добро. Океј. Јас мислам сега да одиме со малку со чипсовите. Да видите каков е. Го и однатре. Да видите, ова е значи класик чипс. Збореше дека ќе бидат едни од најдобрите чипсови. Да. Што ќе бидат Иако јас пласирани на нашата. Јас мислам дека ова е било само чипс. Како чипс, нема што да има. Добар. Вако чипс до сега немало кај нас. Да, пошто реално кај нас го немало кај нас, така... Не знам. Не, ова мене ме потсеќа на ние класик чипсовите што се. Ово е бака прасе чипс. Реално чипс... Имаше еден што гледа, го истура за да ги избори колку се изгорени, колку не брат. Брат, не, чипс ко чипс. 1 до 10, 11. 11. Чипсов само би го купил дека од бака праш, иначе не е ништо специјално. Чипс како чипс. А да идеме сега со класик чипсот. Не, моите тебрасти. Со ребрасти. Ребрасти. Тебрасти. Со тебрасти чипс. Чекай, вон локалите ги затвори? Да. Ај... Го, тебрастиот чипс. Тоа ќе беше интересно. Да видите однатре како Ама е. возиме, брат, ќе можеме да отидеме до Белград, брат, да тестираме таму така. Да. Ама ништо. Така, сам. Браво, И се гледа кој ги купим, брат. Не, темете. Од 1 до 10, 12. Па искам мене хлобав чипс ми е ова класик. Да, тебрастиот е Ова многу е хлобав класик. Да, исто. Класикот е многу на оној класик чипс што е. Ама чипс, нели оние Да, у кампи одлично, ни продаваат. Исто ми, а овој, не знам, окей. Ја повеќе јадам и ваки така. Да. Тебрасти по мене бољи. Да одиме сега со смоките на Јоџир. Ова е некој утепан тетреб. Видите како изгледа тие однатре. Малку ние ги изедовме. Да видите како е. И се враќаме со смоките на некој На Јоџи. калабастер. Да. Не бе оно што Анонимус. го 100% го знае, кога му има запалено колата. Апсолутно не го знам. Не е битно е само дека... Да оцениме смоките. Јас за смоките би дал многу добра оценка, би дал 10 од 10. Искрено, смоките се многу добри. Да немаше тепик, сега ќе плукнев, ама 0 од 10. Мене овие смоките ме потсеќаат на тие Не, јеш, брат, што беа пред 5 години актуелни. Да. Така да смока ко смока, брат. Смока ко смока, ама искрено мене ми е многу добар. Сега да ги пробаме на Јоџи, исто така уште еден производ. А тоа се као криспи некој снек со протеин. Ова е исто. Протеини, а. Исто е многу добро да го пробате. Да видите како изгледа. Сварно накуцам, брат, кој што ги пробаме сега. Значи има 7.5 грама протеин. Гледаме дека не е со зејтин, со палмино масло, него е со Ајде ме не го глави, дај, има. со маслиново масло, што тоа е многу добро. Морам да објасни, брат, на гледачите. Да. Колку убаво кога не го водам јас видеото и ми е гајле што сакам правам. Добри се. Шеска. Јас да, убави се. Кај нас не само како Ваков вкус кај нас неам сретнат, искрено. Затоа шеска. Јас би дал некоја осмица. исто. Не останува Не останувам уште на популарниот и најдобар јутубер на Бака. Најдобриот производ. Бака праси најдобриот и најпродаваниот производ. Тоа е Energy дринкот и крем банана. Видео е спонзорирано од Бака Петар. Прво ќе одиме со дегустирање на енергетскиот пијалок. Бре, ја иначе не пијам. Искрено Не пи, мирисот му е како на Red Bull, како на Hell, нешто така. Ја не можам да го доценам тука, Исто затоа Red Bull. не можам да доценам, немам пиено така. Исто Red Bull. И тоа е исто цена. 100 денари, 200 динари, колку го взе?
Ова е 100 динари, односно 50 наши денари. Да. Па ефтино е, да. За Да. енергетски. За енергетски. Нели Дефинитивно имам некој измешан вкус на Red Bull и на Hell. Да. Комбинација меѓу Red Bull и Hell. ја тука не можам да коментирам, веќе стварно неам ништо пробал. Јас би дал некоја осмица. 20 од 10. Јас би дал осмица, веќе стварно вкусно е убаво. Не, за вкусно е окей, така, мене ми е делумно. Окей, не е лошо. Сега додиме со крем бананата, иако немам 3 за секој по една. Ја делиме едната. Имам уште една тука. Да видите како изгледа амбалажата, како изгледа и крем Амбалажа е бананата. стварно, брат, интересно ќе е. Како да ја вртим, брат. Чек, да скршим, иде сите да гриземе. Аха. Аха. Шо сум те Мерси бе. Да видите внатре како изгледа. Како Браспет, пурпена. Пурпена. Курпен. Ај, дај му едно парче. повели. Него јај ти гризни. Ја ти ке гризена. Добра, добра. 1 до 10. 100. 100 од 10. Тоа е исто, брат. Ова е како кај нас, она банана. 100 од 10. Бака прасе. Јас за крем банана искрено поубав ми е чипсот. Крем бананата и енергетскиот пилот ми се за сега најубав. Очекувајте како Ова идам во чипс. Белград после видео со бака прасе да правиме видео. Не, добра, крем бананата, брат, исто како крем банана класика. Мене крем банана ми остана Убава е. некој поубав печаток. Така да, Јас би дал 10 од 10 или 9 од 10. ја 100 од 10, 100. 15 од 10 така. Тоа е тоа. Производите на бака прасе из Грмија. Како Дексо, како го е? Да, дефинитивно на бака прасе, па искрено на Јоџи, мене баш ми Да, остана на добар Јоџи печаток добри, и многу ми се И вкусни. смоките и тие, како се крокети или како ги... Да, и смоките и едното и другото. Остана ли уште тие? Дај. Камерманот проба ли? Едно остана. Проба, бога ми. Овие исто два производа се сосем солидни, многу добри. И завршивме со нашата рецензија на овие прекрасни производи. Искрено, што да кажам, на војаш сокот, што е тука до мене, за војаш сокот, мислам дека ќе кажам подобро војаш да се држи до музиката, тоа му е појака страна. За Дексрок и неговите производи ќе кажам дека сосем солидни, ама подобро да се држи до Daily Upload што го има. А за чипсовите и производите на бака прасе, јас би го пофалил и би му дал многу добри оценки, бидејќи стварно производите му се врв, многу добри. А исто така би сакал да кажам дека наскоро очекувате видео со мене, од каде што ќе имаме парт 2 од првото видео каде што Марко ме тестираше во теретана, бидејќи сум сега поспремен, дека сум најспремен до сега и затоа само ќе видиме дали ќе има услови за да се одржи тоа видео, бидејќи тука веќе ме гаѓаат, треба да го завршам видеото, така да ќе видиме дали ќе има услови, бидејќи нешто имаме исто некои технички проблеми со терен каде ќе се снима, бидејќи нешто и во палестра проблеми, од џеба ќе го избрка, мислам, детето не знам што каде ќе одлучи на кој терен да го играме тоа. А овој Петар што седеше од мојата десна страна, а ќе биде на ваша лева, од страната на вашите екрани. Да, баш тебе, Петар, бидејќи знам дека го гледаш ова видео, те предизвикувам било каде, било кога, во било која дисциплина и спорт, ти да одбереш 1 на 1, бидејќи знам дека ти имам. А исто така би сакал и да ви известам сите да се сабскрајбнете, да го лајкнете ова видео и да оставите коментар од ако некој го има пробано ова све ние што го пробавме денеска и да дајете искрено вие некоја оценка за овие производи. Тоа е тоа денеска за мене и за дечките што малку му го земав каналот денеска на Марко, но ваше, вие ќе го гледате во наредно видео и тоа е тоа за денеска. Поздрав! Или па... Испадне дека... Добро, толку, кат се. А овој дечко што седеше од мојата десна страна, а од ваша лева, од страната на вашите екрани, а знам дека ти, Петар, ова го гледаш ова видео. Сум сега поспремен него никогаш, него секогаш. И... Јас се збунив кадра. А овој Петар тука што седеше,
Него, да, баш тебе, ти пошто го гледаш ова видео. Те предизвикувам 1 на 1 во било која дисциплина сакаш од сите спортови. И овој тука Петар што седеше имаме на порака до тебе. И јас те предизвикувам тебе, 1 на 1 во сите дисциплини што сакаш. Ти давам време и место. Спремај се каде сакаш, кога сакаш. Јас сум најспремен за се. А овој дечко што седеше тука од мојата десна страна. И знам дека ти го гледаш ова видео. Да, баш ти. Те предизвикувам на било кој спорт сакаш. 1 на 1. Јас и ти. На Марко видеото, кој ќе искоси, не знам кој, не, чеки. А овој тука што седеше Петар до мене, имаме на порака до тебе. Да, баш до тебе, бидејќи знам дека го гледаш ова видео. Сакам да те известам и да те повикам на 1 на 1 во било кој...